Организацијата на потрошувачите на Македонија денеска ќе го одбележи светскиот ден на правата на потрошувачите со приклучување кон глобалната кампања за градење подобар дигитален свет, која промовира пристап, партиципација и иновација кои се полезни за потрошувачите, економијата и општеството. Во одбележувањето на светскиот ден на правата на потрошувачите е вклучено Министерството за економија. Организациите на потрошувачи од целиот свет во соработка со Светската организација на потрошувачи ќе се обединат во крајната цел, а таа е градење дигитален свет на кој потрошувачите може да му веруваат. Дали сте купувале преку интернет некој? Па да, сум купувал преку интернет. Па имам купувано преку AliExpress, таму е доста добро, има доста добри понудени работи, исто како да купуваш онака. Не. Па да, зашто не? Па супер, само зависи од величина да се погоди. Не сме, не. На локално ниво правата на потрошувачите речиси и да не се заштитени, односно тие како да се препуштени сами на себе. Многумина и не знаат дека постои здружение кој се грижи за нивните права. Не знам. Дали знамене некој ше во продавница со повеќе кусур, со... Не. Па не, мислам дека е сигурно. Не, до сега не. Не, никош. Во хаосот од цени и разноразни трговски мудрости и манипулации може да се снајдат само највештите потрошувачи, односно оние кои имаат и време и енергија да дојдат до реалните цени и услови. Не е тајна дека еден ист производ, дури од ист производител, во различни дуќани се продава по неверојатни различни цени. Понатаму дека попустите во основа се игра на цени со кои трговците манипулираат со потрошувачите. Рекламациите за несоодветни и неисправни производи ретко од каде функционираат, односно кога истиот треба да се врати или замени.